Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Добар ден, 25 јануари, понеделник. Го следите политичкиот магазин Кворум на радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на емисијата. Опозицијата постави два услови: без прочистен избирачки список и без регулација на медиумската сфера не одиме на избори на 24 април. Техничкиот премиер Емил Димитриев веднаш се фати за работа за спроведување на изборите, оствари средба со Државната изборна комисија, најави интензивни комуникации со највисокото изборно тело и ги увери опозиционерите дека техничката влада ќе спроведе фер изборен процес. Околу другиот услов кој го поставува СДСМ, односно медиумите, денеска анализираме во Кворум. Што бара опозицијата, каква е состојбата со медиумите, дали се потребни реформи, дали е потребно менување на постоечкиот закон или пак најдобро решение е да се земе некој од европските земји. Мој гостин е екс-директорот на Асоциацијата на приватни електронски медиуми во Македонија, Виктор Грозданов. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Господине Грозданов, постојаниот закон за медиуми се донесе пред неполни 2 години. Истиот беше одобрен и од Европската унија и од ОПСЕ, а неговото носење беше финансирано со безмалку 1 милион евра експертска помош од Европската унија. Како го оценувате овој закон и дали е потребно негово менување? Значи, нема закон во Република Македонија што се однесува на медиуми, што бил или што е, кој што нема потреба од мали измени, бидејќи законот мора да го прати бизнисот во Република Македонија во медиумската сфера. Јас пред некој ден имав едно интервју во една новинска агенција и кажав дека доколку би се нашол на преговарачка маса, ја би разговарал за бизнисот. Бизнисот, прво ќе започнам со радиостаниците. Што конкретно значи тоа, ако може да ни објасни? Еве ќе ви објаснам. Значи, во овој момент, во Македонија се случува криза во бизнисот кај радиостаниците и се случува во кај печатените медиуми. И никој не ги става во агенда. Вие ако ја прашате господја Емилија Гаврилова, која што е директор во вашата радиостаница, која што е 23 години во радиобизнисот, она ќе ви каже дека нема конкретни мерки. Например, порано се знаеше дека најмокната ТВ станица треба да има 10 пати поголем буџет од најмокната радиостаница. Сега споредите ги, ќе видите дека тоа не е така. Тоа е едната работа. Втората работа, значи треба да се применува законот во делот на лиценци. Значи да се намалуваат лиценците, бидејќи очигледно е дека не соодветствуваат со приходите. Денеска радиостаница од Скопје ќе добие повисока фактура за 80.000 денари од минатата година. Што значи дека радиостаницата приходот им се намалува, и се зголемува лиценцата. Тоа е едната работа. И втората работа, која што е многу интересна, која што би требало да се разговара, а да не се загрози македонскиот јазик, е тоа дека на сите радиостаници ги направи идентични, им викаат дека треба да емитуваат 40-50% македонска музика, која што продукцијски не може да го исполни условот. Тоа бе во еден дел од бизнисот. Печатениот медиум исто така, посебно дневно информативните. Имаше анализа европска дека во 2020 година дека тие ќе каснат со информациите и дека треба да се трансформираат во електронски весници, односно како веб страници и така натаму, и дека ќе останат само аналитички овие неделници. За да можеш да интервенираш кај нив, мора да им го намалиш на комитентите ДДВ-то, односно ако е за телевизијата 18%, бидејќи се многу помоќни како медиуми, за радиостаниците и за печатените медиуми да биде 5% ДДВ-то, кој ќе се рекламираат. Така е некаков стимуланс да се направи. Тоа бе во тој дел. Понатаму, апсолутно не се контролираат медиумите кои што се представуваат како новински агенции. Значи, ја не зборам ни за МИА, ниту за Макфакс, ни за Нетпрес, ни за Курир или за некој друг кој што се малце посериозни, кај што можеш да видиш импресум, да знаеш со кого разговараш. Имаш веб страници кои што имаат сериозно безобразен вокабулар кој што се однесува на премиер или на опозиционер и така натаму, и тоа никој не го контролира и тоа се води под плаштот на како се вика, на демократијата. Да не збориме каква анархија се води по однос на рекламите во тој дел. Даваат за 50 евра, даваат за 500 евра. Значи, апсолутно нелојална конкуренција. Четвртиот дел, кај што е најмокниот медиум, кај што е телевизијата, вие имате наплив на странски канали кои што функционираат регионално, например како што е Спорт клуб,
и каде што ви имате реклами од домашни комитенти, каде што тие прават видео шеринг. Значи, за се разбереме, ако владата се рекламирала на CNN, цел свет ја видел рекламата на македонската држава. Овде рекламата која што ќе ја даде ВИП како телекомуникацијски оператор не иде во Загреб, туку иде само во Република Македонија. И тоа идат по дампинг цени. И тука се уништува бизнисот. Вие слушнавте нешто да кажат околу таа работа? Јас слушам само за новинарството и за начинот на информирање. Значи, ние си имаме регулаторно тело, кој што тоа регулаторно тело има програмски сектор и тој програмски сектор прати што се случува. Можно е да има интервенции, да нешто се прогледа, друго да не се прогледа. Можно е да има такви работи. Меѓутоа, ако има нешто да се каже дека дневното информирање на телевизиите и на радиото дека не е коректно, тогаш има соодветни казни. Јас она што го слушнав од така наречените реформи во медиумите на кои што се повикуваат социјалдемократите како главна опозицијска партија, е дека ние ќе казнуваме медиумите, а да не зборам што неофицијално кажува дека сакаат да апсат новинари. Тоа е многу интересна работа. Тоа не е законско решение. За предлогот на Социјалдемократскиот сојуз кој беше ставен на маса во клубот на пратеници каде се водат преговори. Тоа е директно затварање на медиуми. Значи они вика, па видите, пратете реченицата на нивниот лидер. Вика, најголем политички непријател на Социјалдемократскиот сојуз се Сител, Канал 5, Македонската телевизија, Алфа ТВ и Дневник. Тоа, значи, нема подиректна закана. Сега вака да му објаснам, ако ги соберам сите вработени, таму има 800 луѓе. Па мене да ми се закани некој, јас сум бил директор на Канал 5. Лично така да ми се закани, дека сум му непријател, у старт му ставам цензура. Јас сум приватен медиум, не информирам едноставно што работи Социјалдемократскиот сојуз. Ово кажам многу искрено. Освен овие предлози, бидејќи ќе се бранам сами од себе си. Освен овие предлози што би значеле партиска диктатура што ги предлага СДСМ, бараат и 3 директорски места во Македонската радиотелевизија, МИА и во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Вака, ако тоа го разговараме во август месец, можеби и би имало некаква логика. Зашто во август? Затоа што имаат време тие директори бар нешто да направат, ако збориме за реформи. Во јануари месец, каде што ти имаш уште 3 месеци до изборите, кои што ќе се одржат вака или така. Значи, бара директор во МИА. Зашто му е директорот во МИА? Што тој ќе направи директор во МИА? Еве, нека го барат уредникот на внатрешна внатрешна политичка редакција. Ако им сметаат, затоа што од МИА се информираат голем број на вестници, превземаат настани, голем број на радиостаници, телевизиите исто, без разлика што имаат своји редакции, и голем број на останати електронски новински агенции или електронски веб страници. Значи, тука тоа место да го бараат и да видиме како тој ќе информира. Тоа е едната работа. Втората работа, ја не слушнав кој ќе дојде на тоа место. Има паметни момци кои што може би ја поддржуваат опозицијата, еден да го каже дека ќе биде, да речеме, Виктор Грозданов. Да не споменуваме други имиња. Па да видиме што ќе направи тој. Да го видиме кој е човекот што ќе дојде ако овој уредник не е како што треба. Понатаму бара директорско место во Македонска радиотелевизија. Значи, јас ќе се изразам многу безобразно и ќе се извинам што така ќе се изразам. Значи, тоа е лудило. Да бараш во овој момент директор на Македонска радиотелевизија. Прво тој е комплекс. Прво, самата телевизија има 570 вработени. Таа телевизија, освен информативна редакција, имаше 100 редакции. На вас ви следуваат настани кои што МРТВ мора да ги прати. Тој директор мора да биде спремен да знаеш точно што се случува. А не да го донесеш директорот, да го смени актуелниот директор, да го смениш главниот одговорен уредник, да го смениш уредникот на информативна и во исто време да си наметнеш дека од буџетот ќе ве плаќаат 0,75% или 1%. Тоа се околу 25 до 30 милиони евра. Вака, од страна гледано, мене ми личи дека само и парите ги интересираат. Еве во моментов, главниот одговорен уредник во МТВ, тоест уредникот на информативна си даде оставка, заменичката мислам дека и она веќе не е таму, еве нека кажат, ние ќе го донесеме уредник на информативна да биде тој и тој, или таа и таа. И тој уредник кога ќе дојде, ќе треба да разговара со директорот што ќе прават, како тоа ќе информираат. Бидејќи они не зборат како ќе ја реформираме македонската телевизија, која што има апсолутно потреба од дополнителни програмски сервиси. Ќе ви го објаснам сега.
Зборат цело време информативниот дел дека не чини. Тоа зашто ти е директорот? Еве имаш простор да ставиш уредник. Македонската телевизија може да се реформира само на следен начин. МТВ1 да биде на македонски јазик, МТВ2 да биде на албански 24 сата, МТВ3 да биде на турски, српски, бошњачки, влашки јазик, ромски, значи тие да добијат 24 сата, да се собранието да си создаде нов дополнителен програмски сервис, да си има нов собраниски канал и понатаму да ги создадете следниве форматирани канали во кои што нема да има реклами, за да нормално да не бидат конкуренција на приватните телевизии. Музички канал. Во Македонија нема музички канал. За да отворите, ви треба 75.000 евра да платите лиценца, што е апсолутно неисплатливо. Тоа е за промоција на македонската песна. Веќе викаат во Македонија немој ни да пееш, немој ни да играш, ќе те надиграат и ќе те надпеат. Немаме ни музички канал. Затоа МТВ има таква обврска. Понатаму, документарно образовен канал, кај што ќе зголемиш продукцијата на патеписи, на образовни програми и така натаму, да не кажуваме што све. Понатаму, можеш да отвориш филмски канал. Значи, не за да правиш продукција на филмски канал со македонски филмови, бидејќи немаме ние такви услови, немаме такви пари. Меѓутоа, тоа лесно се создава. Понатаму, после 24 април, веднаш да станеш да отвориш спортски канал, бидејќи имаат прекрасна спортска редакција, за промоција на македонскиот спорт. Ние не можеме да играме на регионалните збиднувања. Само едно италијанско првенство да го купите е 700.000 евра. Бар така да слушнам сега сумата. Меѓутоа, тие се купуваат регионално и вие немате простор. А меѓутоа можеш да промовираш бокс, кикбокс, не знам, пливање, кајак и така. Значи, наш спорт. Фудбал, ракомет, кошарка и така натаму. И последно, кое што е клучот, ако некогаш слушнале во својот живот, што се случувало во минатото, ОПСЕ во 2003 и 2004 година бараше да се создаде интегрирана редакција. Што значи тоа? Да сите вести од сите редакции, македонска, албанска, турска и останатите редакции, да се стават на едно место и еден уредник да ги бира вестите. Тоа е информативен канал со интегрирана редакција. Грозданов, тука правиме кратка пауза за реклами и продолжуваме со разговорот. Почитувани слушатели, останете на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија. Така, почитувани слушатели, го слушате политичкиот магазин Кворум на Радио Слободна Македонија. Мој денешен гостин е поранишниот директор на Асоциацијата на приватни електронски медиуми во Македонија, Виктор Грозданов. Грозданов, попладнево продолжуваат со работа работните групи со кои посредува посредникот Питер Ван Хауте во клубот на пратеници. До сега сите состаноци завршува без успех. Што очекувате вие понатаму и дали сметате дека правилно ги посредува Ван Хауте? Видите, Ван Хауте, мислам, прво треба да се ставиме во негова позиција. Така. Значи, он доаѓа од друга држава, не ја знае историјата на македонските медиуми, ниту како почнале, ниту кај се сега, ниту знае колкав е влезот на средства, ниту па знае какви биле политичките збиднувања, ниту па знае како биле пишувани поранешните закони. Еве, јас ќе му поставам едно прашање. Дали некојаш во животот ја прочитал книгата за трансформација на јавни радиодифузни сервиси од Марк Ребој и Монро Прајс? Таму има анализа на сите јавни радиодифузни сервиси во Европа. Дали ја прочитал и да види кои се трите златни правила за трансформација на јавен сервис? За слушателите, значи прво, начинот на финансирање, еве, за да им кажем на социјалдемократите. Таму јасно пишува дека не треба да се финансира од буџет. Они бараат од буџет да се финансира. Второ, начинот на поставување на раководниот тим. Има каде што поставува директно собранието, има каде што поставува некаков управен одбор и каде што директорот е главен, па он ги поставува сите други директори, технички директор, програмски директор и така натаму, финансов директор и така натаму. И трето, вика Центар за обуки и научно-истражувачки сектор. За да го пратат, значи Центарот за обука се вадат луѓето кои што се најискусни. Значи доаѓаат студенти, нови вработени, за да ги обучат, за да може да работат таму, и научно-истражувачкиот сектор за да видат каква е програмската логика на населението. Што бара населението за они да можат јавниот сервис да се мести по нив. И нормално, во целата таа приказна, да не имаат
да не бидат програмски конкурентни на приватниот сектор, бидејќи сосема друг интересот. Затоа што прво треба да се знае што е јавен интерес на една држава. Ние имаме многу специфична држава, со многу специфични потреби, што од граѓански аспект, што од колку народи живеат во оваа држава, што од религиозни аспекти. Еве само така земете ги, па да видите како треба да ја местите програмата. Ако слушнал он за ова, ја ќе се прекрстам во Јул Бренер. Мислам дека не слушнал. Од едната страна имаме на преговарачката маса имаме едни предлози, значи ВМРО ДПМН нуди да се ископира некој закон од земја членка на Европската унија, од друга страна го споменавме предлогот на Социјалдемократскиот сојуз, а вие пред малку го споменавте па предлогот на Питер Ван Хауте да се финансираат од буџетот. Дали по се вака ви изгледа дека може да се дојде до некое заедничко компромисно решение и кое би било најдоброто решение од ова што го зборат и партиите и посредникот? Прво, значи, мене ми е многу жал што социјалдемократите се уште живеат во 93-та година. Они мислат дека тоа е истото ВМРО ДПМН како од тоа време. Вие на преговарачка маса страна ВМРО ДПМН ги имате Илија Димовски и Антонио Милошевски, кои што се по 20 или 25 години во таа политичка партија, кои што се изградиле како многу сериозни политичари, кои што знаат да бидат многу конзервативни, ама знаат да бидат и многу разумни. И нормално, кога ќе му даеш неразумен предлог, он ќе ти врати со нешто каде што е поразумно да речат, ај ќе скопираме некаков закон, каде што вие не знаат да одговорат. Ја затоа ви викам, значи, да побараш нешто што личи на амбиентот во кој што се наоѓаат медиумите. Значи, овие нудат казни и нудат закани. Нормално е да политичката партија која што е на власт вика, извините, ама ние ги штитиме медиумите. Јас таков впечаток имам сега. Еве да ве прашам. Да, со оглед на тоа што ВМРО ДПМН предлага дури да се намалат казните. Да, па нормално, затоа што мислам, тоа е нормален процес. Они се поставуваат во улога на заштитници на медиумите. Медиумите така ги доживуваат во овој момент. Затоа што ви имате прст вперен во медиуми, директно од лидерот на партијата. Заменик председателот вика реформи во медиумите. Едно р не слушнав од реформа, освен казни. Сега, ајде да ги прашам социјалдемократите. На ВМРО ДПМН им одговара во изборниот законник. Дали знаат што значи 18 минути реклама за политичко рекламирање во време на изборен процес? Тоа значи дека ако пуштите филм на на некоја телевизија, Така. кој што е од 100 минути, ќе трае 4 часа. Бидејќи имате 12 минути економско рекламирање, и имате плюс промо реклами и се имате уште 18 минути политичко рекламирање. И пазете како они граѓански го поделија времето. 8 минути за позицијата, што ја одговара, 8 минути за опозицијата и 2 минути за помалите политички партии. Прво правило во Европска Унија. Мора да ги слушаш малцинските групи. И да е помал политички субјект, ви треба да бидете рамноправни. Они дават само 2 минути. Сега замислете ги, да искочат на избори. ГРОМ, СДУ, ДОМ, Демократски сојуз, не знам, имаш албански медиум, албанска партија на Гзимо Стрени, имаш уште една албанска партија. Распределете ми ги 2 минути, тие 6-7 субјекти, ама 8 минути да има за Социјалдемократскиот сојуз. Значи, они не гледаат за реформи во медиумите, се гледаат себе си. Затоа и го кажувам, бараш директорски места во 3 позиции, значи бараш влијание и пари, односно сакаш само моќ. Ти не мислиш за медиумите. Што се однесува него кажав за директорското место во агенцијата. Така. Јас ќе бидам субјективен, а ќе пробам да бидам објективен. Може би е добро да им го дадат директорското место. Да си отиде Зоран Трајчевски, си даде оставка, еве, нека донесат нов човек. Што мислите дека вие они ќе направат преку агенцијата? Што е тоа што ќе го направат? Еве ќе има избори. Прво, 75% од вработените во агенцијата се од поранешниот Совет за радиодифузија. Тие се таму од самото основање. Тие поминале и председатели 5, ќе го поминат и овој директор, тие остануваат. Тие се поголемиот дел од нив се премногу стручни за да можеш да ги навредуваш дека агенцијата функционира партиски по наредба на позиционата партија. Значи, ова го кажем многу искрено. Значи, не можеш таков пристап да имаш.
Ако сакаш да ја водиш агенцијата, кажи ми што ќе водиш во агенцијата. Значи, знаете како, медиумите викаат, ај ќе поминат избориве, а после што правиме? После ќе ми ја регулираш областа. Значи, медиумите, они како партија викаат, ние не одиме на емисии кај Јанко, ние Латас ке го апсиме, Миленко не знам што бил и така. Тоа се 3, 4, 5 луѓе. Уште колку е една редакција во една телевизија? Колку е една редакција во само во радио? Че мора да искочат да кажат што мислат, а не да викаат не одиме и ќе ги бойкотираме и ќе штрекуваме пред, замислите, штрекува пред сител телевизија. Значи директно му вик и баш кај што беа споменувани и газдите на Канал 5. Значи он директно му вика ќе ве апсиме. Епа медиумот не те поддржува. Мој денешен гостин е екс-директорот на Асоциацијата на приватни електронски медиуми во Македонија Виктор Грозданов, со кој разговараме за регулирање на медиумската сфера и за актуелната политичка ситуација во земјава. Грозданов, напоминавте дека сте член на Централниот одбор на партијата ГРОМ. Во изминатиот период можевме да слушнеме дека доста ја критикувате подпредседателката на СДСМ Радмила Шекеринска. Предпоставувам во вашата партија више се прават и калкулации, се прават и анализи кој би победил на изборите. Што очекувате? Дали очекувате дека ќе се завршат сите овие спорни прашања, односно дали ќе се затворат овие услови кои ги поставува СДСМ, дали ќе излезате на избори, кои се вашите проценки? Значи, кога сме кај условите, значи, морам да кажам дека се изгуби една историска шанса за реформа во македонска радиотелевизија и се изгуби историска шанса да се разговара со никој што го разбираат медиумскиот бизнес, да се направи закон, а не да се прават лепенки од вакви или такви закони кои што па нема ништо да донесат, затоа што важи едно правило. Каков и закон да напишете, ако донесете комисија на толкувачи на законот, отиде све во безтрага. Прво не е подпредседателка, туку е заменик председател на СДСМ. Се извинувам што ве поправувам, меѓутоа тоа е малце посериозна функција. Значи подпредседател е друго. Значи Радмила Шекеринска вмешана во изборен процес, они губат. Значи 2002 година Бранко Цренковски не ја вмеша во изборите, победи. 2006 година Владо Бучковски вмеша во изборите, изгубија. Побрза да го ликвидира Владо Бучковски, кој што беше доста сериозен политичар. 2008 година е лидер на партијата, Груевски иде на на предвремени избори заради нашиот невлегување во НАТО и грчкото вето. Наместо да кажат идеме на избори, ќе победиме и така, ги гледаат какви им се резултатите од нивниот подем, нели, кој што им ги мереше или прогрес, како беше нивната агенција, кај што јасно им кажа дека ќе изгубат и оправданието зашто не треба да има предвремени избори, ќе било голем трошок за државата. Па тоа само ја не знам кој е тој политичар што може таква изјава да е од позиција на опозиционен лидер. Тоа само Радмила Шекеринска, мислам дека е единствен пример во светот. 2011 кандидат за премиер, па изгубија. 2013 не знам што е у партијата, не идеме на избори, па за уши ги фатија, па отидоа на избори, изгубија. 2014 не ги признавам изборите, биле лажирани и биле украдени 130.000 гласови. Значи, ја не ги критикувам нивните членови, бидејќи голем дел од нив ми се лични пријатели и секој има право да си навија со својата политичка партија и за да победи, така натаму, мене не ме јасно како не им е жал за тие луѓе. Тие луѓе, значи, се одлучиле да бидат социјалдемократи и одлучиле да ги сносат последиците во седењето на опозиција. Прво, како не им е жал за нив. Тоа не ми е јасно. Второ, со кој памет ги лажа дека 130.000 гласови се украдени? Еве, ако стварно украл Груевски 130.000 гласови, ја го замолувам да ми одржи лекција, па може ние од Громки украдеме 130.000 гласови, па ќе имаме 160. Па ќе имаме околу 2-30 пратеника. И ние малце, и ние сме деца со среќа, нели? Малци ние да се радуваме. Ја не знам како се крадат 130.000 гласови. Четврто, му наметнуваат сега улога на мојот личен пријател Дарко Алексовски од Мост, кој што не го консултирале година и пол-две, туку сега го ставаат во процес, кој што е извонреден професионалец и кој што кажува дека можеби има технички грешки во изборниот список, сега сака да го злоупотребат за утре да го ликвидираат. Така функционира СДС. На крај вака ќе ви кажам. Стево Пендаровски беше председателски кандидат на СДС. Еве, вие сте новинар, пратите собрание, пратите политика, кажете ми каде се наоѓа са Стево Пендаровски? Нигде. Го викаат на некоја смешна прослава во Драчево или ќе го викнат на некој коктел, толку.
наместо да го искористат Стево Пендаровски, има добар интелектуален капацитет. Да не зборам дека во исто време неговата сопруга исто добро се покажа во предизборието. Зашто не употребуваат? Не сакаат. Кажете ми кој од луѓето кои што работат во медиумскиот сектор му дозволија да искочи јавно и да збори за реформи во медиумите. Еден, ја ги знам 5 сериозни медиумски работници. Се одлучиле во опозиција, се одлучиле да работат за опозицијата. Кажете ми еден што го викна на дебата да смее да искочи да каже ние ова ќе правиме. Не треба да искочи Шекеринска. Треба да го однесеш Заев на емисија и да го изнавреѓаат. Еве вака една порака до господја Оливера Трајковска. Да бев ја на местото на Заев. Ки поставив 2 прашања. Прво ќе ја прашав дали после откако ќе ме навреди дека сум селјачиште, што најмизерно ниво, ако човекот доаѓа од Струмицата, не значи дека е селјак, да му даеш таква титула, прво ќе поставив првото прашање. Дали е точно дека Куманово би станал мал град, па сте дошле во Скопје? И второто прашање што ќе го поставив, ве молам дали имате информации за депешите до Добри Величковски, каде што се критикувани Роберт Поповски и Горан Величковски дека работат спротивно на политичката агенда на социјалдемократите во времето на безнаслов на Соповот. Какви се незините сознанија? Непријатно, нели? Така. И за крај би сакала една ваша проценка дали Социјалдемократскиот сојуз сепак ќе излезе на изборите на 24 април и дали Македонија конечно ќе излезе од оваа агонија во која се наоѓа долг период. Самите знаат дека ќе излезат на избори. Значи, јасни се пораките од меѓународната заедница на која што толку многу полагаат сметки, посебно дека нивниот заменик председател е толку многу моќен евроинтегративец, а нема е од евроинтеграција. Значи, ќе искочат на избори и се надам дека конечно ќе признаат. Да, во моментов политичкиот амбиент вика дека ВМРО-ДПМН е водечка партија во Македонија. Бори се, тепај се на избори, прави што ќе правиш, гледа да се вклопиш во политичката агенда, тоа е тоа. Значи, и се надевам дека ќе искочиме од оваа агонија, затоа што не е агонија политиката. Во агонија се сите граѓани на Република Македонија. Иако СПАС одговараат во меѓународната заедница и Европа не признава бојкот. Па ја мислам не само Европа, мислам дека многу беше јасен амбасадорот на Соединените Американски држави. Така. Грозданов, и јас ви благодарам за денешното гостување. Се надевам дека направивме една соопфатна анализа и дека се обидовме голем дел од нејасните прашања да им ги разјасниме на нашите слушатели. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Почитувани слушатели, вам ви благодарам на вниманието. Се слушаме повторно за 7 дена на истата фреквенција. Денеска е 25 јануари 2016 година. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин Кворум, кој е во продукција на Радио Слободна Македонија, техничка реализација Далибор Зафировски и Дине Вучков. Останете во добро здравје и расположение. Пријатно до следното слушање. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија.